Првиот ден од уписите за учебната 2020-2021 година во штипските средни училишта поминува без детскиот жагор. Годинава ги нема големите групи и идни средношколци кои со ентузијазам ги поднесуваа неопходните документи за упис во избраното училиште. Утринава ученици или нивни родители според азбучен ред на дистанца според предвидените прописи ги поднесуваа документите. Од директорите на средните училишта дознаваме дека строго се придржуваат кон предвидениот протокол. Се почитуваат максимално препораките од Министерство за здравство и од Министерство за образование и наука. Организацијата е одлична во училиштето, имаме поставено радари околу училиштето кои ги спроведуваат учениците или родителите, зависи кој доаѓа. Влегува по една личност во просториите на зградата. Делот кој што е влезен во училишната зграда беше подготвен, дезинфициран, беа поставени соодветни знаци за тоа како треба учениците или нивните родители да ги почитуваат и да влегуваат во училишната зграда при поднесувањето на нивните документи. Инаку, надвор се поставени двајца редари, кај што се врши задолжителна дезинфекција, потоа ги пречекуваат членови на наставничкиот кадар, кои што ги советуваат учениците да го почитуваат растојанието од 2 метра, и внатре имаме други членови на комисија кои што ги примаат документите, каде што пред влез исто така се врши задолжителна дезинфекција и понатаму, за да нема никаков контакт помеѓу учениците, се врти еден цел круг за повторно при излегување да се изврши уште една дезинфекција. Протоколот се почитува и од страна на раководството и на останатите средни општински училишта Колен Ехтенин, Јане Сандански и Димитар Мирашчиев. Се врши дезинфекција, се инсистира на растојание од 2 метри и задолжително носење маски. Што се однесува до очекувањата за исполнување на максималниот број ученици за предвидените паралелки во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов, има 68 слободни места за 2 паралелки за музички теоретичар и музички изведувач, изјави директорот Горан Кавраков и додаде дека програмата за наредната учебна година е подготвена. Веќе се познати дел од настапите, а ќе продолжи и меѓународната соработка. Запознаени се и учениците и родителите на кое ниво е нашето училиште. Рейтингот постојано е во нагорна линија. За жал оваа година сите тие настапи кои беа планирани беа одложени поради COVID-19. Меѓутоа ние не отстапивме од сепак од програмата. Сите тие работи на некој начин ги заменивме со онлайн концерти, со онлайн настапи, онлайн надпревари на кои нашите ученици донесе високи награди. Во Штипската гимназија има место за 238 нови ученика. Очекувањата, мислам дека ќе имаме доволен број на ученици за да формираме 7 паралелки, она што е потреба на гимназијата. Очекувањата од средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев се 170 ученика за предвидените 5 паралелки во текстилно-кожарската струка, дознаваме од ВД директорката Катица Костова. А Емилија Рамбабова, директорка на Средното медицинско училиште Јане Сандански, рече дека според конкурсот распишани се 238 места, од кои 102 за медицинска сестра, по 34 за забен и фармацевски техничар и 68 за физиотерапевски техничар. Рамбабова додаде дека поради големиот интерес уписите за првиот уписен рок во ова училиште наместо 2 ќе траат 4 дена. Исто толку е предвидено да траат и уписите во Средното општинско училиште Колен Ехтенин. Директорот Дејан Павлов рече дека веќе до 10 часот денес се покажал големиот интерес, бидејќи имало околу 50 поднесени пријави. Во ова училиште за 8 смера предвидено е да се запишат 340 ученика, кои ќе бидат поделени во 9 паралелки.